Сместено под врвот на Солунска глава, на 47 километри од Велес, на 20 километри од Прилеп, со селско подречје од 32 квадратни километри, со шуми од 1500 хектари, со пасиште од 500 хектари, со 1100 хектари обработливо земјиште, се наоѓа селото Богомила. Дојдов и во ова село да го видам селото и селаните како живеат во овој регион на Македонија. Моментално жители во Богомила се околу 400 жители. Земјоделие тешко да се живее овдека, али можеше се направи некој погон дрвна индустрија, пошто ни е тука шумата, и да се запуснат тука луѓе, млади деца да работат. Ама тоа никој не, ја барав тоа да се направи, не сака луѓе да го прихватат и така остана, а иначе има едно 50 фамилии леп да јадат од дрвната индустрија. Ја имам пилана, работев со пиланата, сега не стои така, нема кој да работи. Да има деца да запослат, нека работат. Нема. Тука животот за млади луѓе не е многу сјаен, пошто гледате млади деца има тука, имаат завршено, некои се на факултет, немаат работа. Ете, моја среќа беше, се завршив 95-та, 96-та се вработив. Овдека некој погон да се отвори? Тука има, погоре кај централата имаме една пилана. Таа е во приватна собственост. Да се обнови таа пилана, работеше 91-92 година, да се обнови, може да се вработат 10-20 души. Ние произведуваме букови трупци. Додека се носат во Велес, може тука да газдата си купува и да си произведува било што. Како е комуникацијата со превозот до Прилеп, до Велес? Ние моментално само со воз. Иначе тук saobraćaj nema, патот за Прилеп не го направија. Беше просечен све и го ставија така. Во Богомила има, да не кажам, може 20 души што чуваат пчели. Солунска глава е 2540 надморска висина, терените се многу одлични за туризам. Имаме планинарски дом. Тоа е стварно добро место и за планинари, и за деца, и за било што. Има и места и за ловишта се направат. Тука во Нежило имаме рибник, прекрасен. Дали направија грешка што е укина општината? Тоа е голема грешка што е направија. Значи најдолно село испадна сега, најубаво село беше. Што да прави са така? Тоа е времето така донесе.